Македонија неправедно се држи пред портите на Европската унија со услови кои се неосновани. Меѓународниот генерален секретар на Паневропската унија денеска од Скопје предупреди дека меѓународната заедница е сведок на патешествието на Македонија, која е блокирана и покрај постигнатите резултати. Блокадата и уцените од Бугарија според него не смеат да бидат причина за кочница на европскиот пат. Makedonija je kroz ovih 20 proteklih godina ostvarila puno toga i mislimo da je prije svega stvar političke volje hoće li se proširenje ostvariti, a smatramo da su se stekli uvjeti da kao što se izrazila volja prema nekim zemljama kao što je Ukrajina, Moldavija, mi mislimo da Makedonija ima još puno više mogućnosti i spremnosti za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Te zapreke zapravo bile dobrim dijelom neosnovane i mogle su se rješavati i u okviru pregovora koji su se mogli voditi i u članstvu Evropske unije. Лидерот на ВМРО-ДПМН кој се обрати на конференцијата предупреди дека македонскиот народ е единствениот во Европа, кој е во ходникот и покрај сите отстапки што ги направи во изминативе години. Човековите права според Мицковски не се реална причина поради која се бара измена на македонскиот устав, бидејќи за разлика од Бугарија, која има изгубено десетици спорови пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур, кај нас не е таков случајот. На тој пат кон Европската унија, предизвици кои што ниту еден народ во Европа ги немаше, ниту една држава која што претходно беше дел од поранешниот Варшавски блок ги немаше, како што тоа го имаше македонскиот народ, да биде уценувана, да биде шиканирана, да и биде ставано вето за причини кои што немаат никаква врска со копенхагенските критериуми, туку исклучиво поради себични причини, атак и удар врз незиниот идентитет, култура, традиција, обичај. Председателот на Паневропската унија на Македонија, дипломатот Андреј Лепавцов, вели дека Македонија во моментов е во исчекување за тоа во каква унија сака да се интегрира. Тоа е така бидејќи Европската унија е во процес на реформа, па може да не идеме на организација каде и покрај сите концесии и отстапки кон соседите, нашето евентуално членство да не значи полноправна членка на исто стојалиште со западноевропските земји. Јас сметам дека е преамбициозно да се дават било какви временски репери во овој момент, бидејќи ние сега сме во едно исчекување во каква унија треба да се асоцираме, да видиме каде ќе биде таму нашето место, дали ќе бидеме исти рамноправни на масата или ќе биде некоја нова асоциација која ќе не стави можеби во некоја друга позиција. На панел дискусиите се зборуваше за тоа дека не станува збор само за решавање на меѓусоседските спорови. За пристап во унијата е клучно и владење на правото. Во тој контекст, директорот на Германскиот институт Конрад Аденауер Стифтунг, Даниел Браун, порача оти одблиску ја следат работата на опозицијските кадри кои победија на локалните избори и оти во изминативе 2 години не забележале ниту еден коруптивен скандал. Пример за јавен менеджмент кој треба да продолжи во Македонија.